Почина Воли Фанк, најстарата жена во Вселената. Пионерката во авиацијата Воли Фанк почина на 88 годишна возраст во Тексас, оставајќи зад себе историска кариера во воздухопловството и вселенските истражувања. Историски успеси во авиацијата, Фанк ја добила пилотската лиценца на 17 години, а подоцна станала првата жена инспектор за летање во Федералната администрација за воздухопловство и прва жена истражител во Националниот одбор за безбедност во сообраќајот. Исполнување на вселенскиот сон. Иако уште во 1961 година волонтирала во програмата на НАСА Жени во Вселената полета дури во 2021 година. На 82 годишна возраст, таа патуваше со капсулата на Blue Origin заедно со Џеф Безос. Символ на упорност, нејзиниот роден град и американската вселенска компанија се простија од Фанк, нагласувајќи дека нејзиното наследство останува глобална инспирација и символ на решителност за идните генерации. Прв комерцијален нуклеарен сателит во орбитата. Компанијата City Labs, преку ракета на SpaceX, успешно го лансираше сателитот Бор, првиот комерцијален CubeSat со вграден нуклеарен систем. Нова бетаволтаична технологија, сателитот ја тестира ефикасноста на системот на нутритиум. Наместо соларни панели или плутониум, овој уред произведува струја преку директен удар на бета-честички од тритиум врз полупроводник, овозможувајќи континуирана работа во постојана вселенска темнина. Напојување на научниот товар, додека основните функции на леталото се уште зависат од сонцето, нуклеарниот извор е наменет исклучиво за специфичен товар. Технологијата е компактна и нема потреба од дополнителни системи за ладење. Историско одобрување. Ова е прва комерцијална нуклеарна мисија која го поминала строгиот процес за безбедносно одобрување од страна на Федералната управа за воздухопловство на САД, отворајќи ја вратата за рутинска комерцијална употреба.